Велешката болница да стане регионален здравствен центар каде здравствените услуги ќе бидат на највисоко ниво. Ова е целта која раководството на болницата има намера да ја постигне во предстојниот период. Реконструкцијата на одделенијата во болницата и новата апаратура даваат надеж дека оваа цел може да се постигне со уште попосветена работа. Го спомнав интерното одделение кое е комплетно опремено со апаратура. Го спомнав хируршкото одделение кое што го има најсовремениот апарат за фузионирање на крвни садови и за безбедна хирургија. Јас сепак мислам на сите одделенија и тоа пред се во програма ми е очното одделение кое што треба да почне да транспортираат леќи по факов метода за кои што двајцата доктори се пратени на едукација во 8 септември во Скопје и ќе се набави во текот на овие наредни месец-два соодветната апаратура и во Велешката болница која ќе се вградуваат по 500 леќи годишно и така да очното одделение стане офталмолошки центар на Паордарието. Здравствените работници во целиот свет денеска го одбележуваат Светскиот ден на здравјето. Токму тие и нивното знаење се главен предуслов за секој пациент да замине задоволен од лекување. После 30 на вработувања во изминатите 2 години, доктор Василев најавува дека истите ќе продолжат и понатаму и здравствениот кадар континуирано ќе се обновува. Моментално имаме потреба од кадар заради тоа што да се дојде до еден лекар специјалист е долготраен процес, најмалку 5 години трае специјализацијата. Ја пред минатата недела примив 4 лекари кои ќе бидат упатени на специјализација во странство. Во наредниот период секако дека ќе треба од сите одделенија повторно да се примат лекари да се пратат веднаш на специјализација. Затоа што еден подолг период порано не беа вработувани лекари, не беа пратени на специјализација, меѓутоа тоа ќе го надокнадиме. Во часот кога стапувам меѓу членовите на лекарската професија, свечено се колнам дека својот живот ќе го ставам во служба на хуманоста. Ова се само дел од зборовите на Хипократовата заклетва, која ни еден лекар не смее да заборави дека ја положил. Да се биде лекар и да се помага е голем предизвик и голема чест. А ја бих додал и да се биде па гинеколог, ја мислам најубавото нешто на светот, заради тоа што највеличествено е кога нов живот доаѓа на овој свет и за прв пат го погледнува и после тоа да кажеме една кратка анекдота на многу дечиња кои ќе одам по улица ми кажуваат еве мојата мајка, она ме доктора Василев ме породи. И здравствениот дом денеска го одбележува Светскиот ден на здравјето. Во Младинскиот парк на присутните граѓани им беа пружени бесплатни лекарски прегледи, мерење шеќер, холестерол во крв, крвен притисок. Оваа година Светската здравствена организација акцентот го стави на векторските заразни болести кои се добиваат преку убоди од инсекти.